Жалам што амандманот е одбиен од заменик министерот и се надевам дека колегите пратеници од мнозинството ќе го поддржат овој амандман и со тоа ќе отпочнеме еден процес за долготрајно решавање на овој проблем во Струга. Решавањето на овој проблем со бездомните куќиња во Струга е еден од проблемите со најголемо значење, бидејќи Струга е туристички град и во сред сезона, кога градот е препон со гости и посетители, е препон, за жал, и со куќиња скитници, кои што ги напаѓаат и посетителите, и гостите, и за жал тоа остава лоша слика за градот Струга. Општините не се моќни најверојатно да ги решат овој проблем и затоа во таа насока исто и општина Струга најверојатно не може да го реши овој проблем. Затоа и овој амандман мој е во тој контекст да од централната власт се помогне на општините, конкретно на општина Струга, да се реши овој проблем со бездомните куќиња, кои што би се заловувале, би се вакцинирале, би се обележале со ушна маркица и со микрочип во кој ќе бидат внесени сите податоци за куќињата. После тоа овие куќиња можат да се згрижат некаде или да се вратат на местото каде што биле заловени и со тоа да не представуваат проблем за граѓаните на Струга, бидејќи ќе се вакцинирани и ќе ги имат примено сите потребни вакцини. Мислам дека е жално да не се прифати еден ваков проблем да се реши, а од друга страна гледаме дека во предлог буџетот се одвојуваат средства за привремени вработувања, за набавки на мебел, за набавки на нови автомобили, а еден ваков проблем останува нерешен за Струга и за стружани, и за нормално и за сите посетители на Струга. Овој проект беше предвиден и во програмата на СДСМ за 2017 година и е во добра шанса тоа што им го ветиле на стружани и да го испорачаат. Ви благодарам.